Добро вечер и добре дојдовте во денешното издание на Аргумент Плюс. Со синоќешниот финален триумф на Данска над Германија од 34-27 во Хернинг заврши 17-тото европско ракометно првенство, чиј дел беше и машката ракометна репрезентација на Македонија. Во следните 45 минути ќе се осврнеме на настапите на нашите најдобри ракометари заедно со нашите гости во студиото. Ристо Магдинчев, добро вечер. Горан Ѓоргоновски. Добро вечер. Добро ги познава поголем дел од спортската јавност во овие 18 дена, беа се присутни на нашите телевизии. На почеток ќе го замолам нашиот реализатор да се подсетиме на изјавата на наш селекторот на македонската репрезентација Кире Лазаров веднаш по надпреварот со Романија, последниот во групната фаза од шампионатот. Нашите амбиции сакавме во топ 12, ајде да не збориме пред време, сакавме во топ 12. Мислам дека и заслуживме. Ајде денес надпреварот завчера имавме, требаше да имаме напад за победа, да бидеме поприсебни и некако така стално. Минатата година во Вараждин имаме напад за 2 разлика со Унгарија, за победа имавме скоро добиена утакмица со Холандија, добиена утакмица со Австрија и пак се враќаме на истото. Македонски менталитет, македонска глава и тука треба да се работи, тука треба да се работи. Не сум незадоволен, ова е моментално моје расположение. Треба да бидам ова кој ќе мацне слегнат емоциите, ќе увидиме што сме направиле, на кој начин сме играле и како сме се спротивставиле против стварно светски велесили. Да подсетиме, Македонија во трите настапи. На стартот загуби од Данска 36-24, во второто коло одигра нерешено со фаворизираната Португалија 29-29 и во третото славевме над Романија 24-23. Ќе почнам со Магдинчев. Ако бараме убава вест, 14-тото место е најдобар пласман откако шампионатите се играат со 24 репрезентации. Но ако загремеме подлабоко на европските првенства од 2012-тата до 2018-тата, 5-то место, 10-то место и 2 места во конкуренција на 16 репрезентации учеснички. Дали сме на добар пат? Да, ма мислам не би требало да се направи таква споредба, затоа што ако земеме од 2012 до 2018, сепак тоа беше квалитетна репрезентација. Значи, која можеше да направи резултати. Додека сега во ова репрезентација е репрезентација во развој. Значи, сакаме да кажеме дека репрезентација која полека, можда малку споро, но сигурно ја смени генерацијата и учествува на сите досегашни светски и европски првенства. Мислам дека се 16 во континуитет на големите надпреварувања. Да, не зборувам сега, пошто ме праша за 2 дела, затоа зборувам. Значи, така да фактички оваа репрезентација, како да кажам, почна од почеток, значи му беше дадена репрезентацијата на Лазаров од почеток, да направи смена на генерации, што во континуитет се прави и во континуитет учествувавме. Значи, нема застој во тој период, значи во учествување на европско и светско првенство, меѓутоа малку касни со, да кажеме, со последниот чекор, како и он сам што каже. Значи, предходното европско првенство, ова европско првенство, за да дојдеме до резултати кои што одговара на оваа репрезентација која што, викаме, по мене веќе не е млада, него сепак е веќе искусна репрезентација, да дојдеме до позитивен резултат. Ѓоргоновски, Па, бете, пошто... ќе ве цитирам најпрвен. Ајде. Ја изгреали сонцето ракомет на Македонија. Па,
Јас мислам дека имајќи предвид државата и сите околности во кои што се наоѓа и самата држава и спортот како неизоставен дел од истата, мислам дека ракометот не грее сите овие години, вака или онака во овој студен јануари, и треба да бидеме генерално задоволни, иако некој може нема да се сложи, секој ќе бара повеќе. Оној дел што го спомна Ристо, дека имаше промена на генерација, мислам дека таа генерација е веќе сменета, и дека промената е веќе променета, и дека сега ние сакаме, требаме да очекуваме, што, јас на неколку наврати спомнав и во моите колумни, едно е рациото, друго е нашите желби, значи ние може да посакуваме и нешто поише, но јас сакам само уште еден, тука да метнаме детал на она што го кажа Ристо, а тоа е дека околностите од 2012 па и од 2015 се многу сменати. Во која насока? Во тоа дека во Европа во меѓувреме се јавија уште 3-4 репрезентации кои што во минатото на ракометната мапа не постоело. Ама неколку па ги снема. Не. Словачка, Украина... Можам да кажам, не, видете, Словачка прво два пати, три пати учествувала и тоа била на опашката, Украина тука некаде, може да кажеме дека Русија е нема од познати причини, но мора да признаеме дека Португалија е тука, значи Холандија, Австрија, Фарски острови, Италија, се развива. Така да, зошто го кажувам ова? Компарациите некојаш и сега не може, не се адекватни од тој аспект. Колку сме ние квалитетни. Друго е што изјавата која што ја слушнавме беше во контекст дека ние не можеме да го направиме последниот чекор, односно ја можам да осватам дека немаме победнички менталитет, дека менталитетот не е таков, ако ја добро разбирам, дека македонскиот менталитет е таков, што до некоја мера не се согласувам, затоа што ако некоја национална селекција покажала дека може да излезе од минус, да излезе од подземја, и со Фарски острови од -7, и последната сега со Литванија, иако е со посла противник, си во ситуација дека мораш, и неколку пати претходно, ова селекција покажала без разлика кој играл во нејзе. Значи, без разлика дали е генерацијата на Лазаров или ова нова генерација на Кузмановски. Така да, ова селекција покажала дека може. Ние тоа што сакаме да го видиме, е друга работа. Ние тоа што се донесовме во ситуација со Португалија, во одредени околности, без да намалуваме ние сега вредност на тоа што се направи. Португалија имаше напад за 6, па дојде во ситуација да ние можеби ќе имавме напад за победа. Така да, тоа можеме да оставиме и во граница на спорт. Ние многу често сакаме се да филозофираме и да правиме дека ова е некаква математичка формула, тоа е и во еден домен и во граница на спорт. И видовме што се деси со Германија, со Србија и со Австрија, видовме што се деси со Данска, која што се отрезни со Португалија, така да ние бевме на една топка точно до пласман. Тој прашање беше дали ќе беше пласман после тоа што се случи, но исто така бевме и на една топка до -7, 8, 10. Што ни се деси пред 2 години истото или 4. Така да сакам да кажам дека ние мора да бидеме реални или да имаме здрав разум и со се што ни се дешава. Еве сега зборевме пред малку дека пола лига нас ние во аут, а пола лига ќе се трка за титула. А нас играчите тука не играат, не се некаде екстрахирани во надвори, не се засегнати. Мора да бидеме до некаде и реални, без разлика кој е селектор, која води ова национална селекција или кој е председател на федерацијата. Јас не реков ништо против селекторот. Ми беше друга намерата. 15 во континуитет учества. Но некако како да се задоволуваме со максимата на Пиер де Кубертен. Па добро, ја може да се согласам дека времето кое што живееме не е веќе време на треба да се учествува, но треба да бидеме реални дека секој спортист и секоја екипа и секоја национална селекција има некаков плафон. Значи ја би се осврнал на тоа што ние добивме од ова европско првенство, што е многу поважно од тоа што помина. Значи, што добивме? Дали добивме играч, двајца, тројца? Каде ние, во иднина, треба да бидеме подобри на кој позиции за да бидеме конкурентни?
Дали треба да натурализираме за да бидеме поконкурентни или ги имаме кај нас, а не добиваат шанса. Ако таа Португалија ја збориме сега 10 дена, тогаш дај да видиме тој надпревар дај да се фатиме за тој надпревар. Дај да се фатиме околу тој надпревар и да видиме што тој надпревар понуди, па да ни биде некој репер за воиднина, затоа што видовме со топ 5 селекција, така да сакам да кажам дека тоа е поважно во моментов да видиме што нас ни треба за сега на наредното светско, здравје Божи, или наредното европско, да скокнеме чекор напред. Каде бевме добри, каде не бевме. Понудивме нова одбрана, понудивме напад ваков, напад таков, имаме пивот, не менјаме одбрана, напад менуваме, кој како. Од тој аспект мислам дека е многу поважно. За придобивките од ова првенство ќе разговараме повторно, бидејќи ја спомна Португалија, па предлагам сега да се потсетиме на клучните моменти од надпреварот со Португалија. Најпрвин, онаа ситуација околу недосудениот прекршок или пенал при водство на Португалија, еве го моментот, кога судиите од Босна и Херцеговина, браќата Конјичанин, не свирнаа ништо, Португалија тргна во напад. Сега веднаш само за гледачите информација, дека според новите правила, судиите можат, доколку противникот во случајот Португалија го нема завршено својот напад, значи еден напад нема завршено, имаат право да ја стопираат играта, доколку во меѓувреме се решиле сепак да проверат. А доколку Португалија, например, имаше упатено удар кон противничкиот гол, тогаш веќе не е дозволено. Сега гледате и самите што се случи. Приговори, веројатно, Кирил Лазаров, и уште дополнителна, за да бидеме до крај конкретни. Не само судиите, поточно само судиите можат да донесат одлука дали сакаат да ја погледнат ситуацијата. Делегатот на надпреварот може само да предложи. Ова го кажувам во контекст за да се знае кој ја донел сепак одлуката за да се прегледа уште еднаш. Лазаров во секој случај го искористи и својот авторитет, интегритет и се, и босанците се решија да погледнат уште еднаш. И ќе видиме. Сега одлуката беше за нас секако поволна. Добивме пенал, добивме 2 минути исклучување на Фраде, со овој пенал мислам дека израмливме, не го видов точно, на 28-28. Еве уште еднаш таа ситуација. Каков контакт, каков интензитет, сепак еве босанците се решија да ни да досудат. Не може да кажеме дека имало лоша намера од босанците затоа што судиите, затоа што ако имало тоаш немаше ни да ја вратат. Човечка грешка е возможно во спортот. Она што ние можеме сега да бидеме и до крај реални, прашање е дали беше ова контакт за 2 минути. Така да секогаш има таква компензација во спортот, што во овој случај Не, компензацијата Ѓоргон доаѓа подоцна. Дозволи само. Дали сакаш нешто да ристо да? Не. Добро? Добро, мислам очевидно е овај. Сега ќе замолам да одиме на последниот вечен напад на португалската репрезентација. Тука доаѓа компензацијата. Веројатно сега ја предпоставувам сака компромис. Дали совеста не им беше мирна, Португалија да не загуби и така натаму. Нападот, како што знаеме, беше минута и 50 и некоја секунда и капак на се Португалија или немаше во моменти да играш помалку. Претходно изгледа се врати ракометарот. Знам дека има играч помалку. 6-6. Добро. И дојде до тој вечен напад кој, за среќа наша, не успеа да постигнат гол. Моje мислење е, па ќе кажам, дека тука сака совеста да си ја и чиста. Не знам сега дали.
Бидејќи и Горан во одредена ситуација. Нема, тоа е одлука на судиите, они го имаат тој што се вика таа моќ да одлучат дали тоа ќе биде подолг напад или пократок напад, зависи од нив. Како што викаш, компенсација може порете, јас се сложувам дека е претерано, меѓутоа тоа е одлуката на судиите. Тука не може ни се ни нашите ракометари, ни селекторот, никој. Тоа е одлука на судиите. Сега дали нас ни одговари, не, сигурно дека не ни одговара. Меѓутоа, навистина предлог напад. Меѓутоа, во тој предлог напад добро е што ние сепак се одбранивме. Така да тоа е тоа. Јас уште еднаш ќе повторам апропо нели ова сега што го видовме, дека мое мислење дека ова одлука ниту нас не направи полоши, ниту не направи подобри во иднина. Ниту Марко Стојковиќ е полош ракометар сега, ниту е подобар во однос. Затоа јас спомнав. Дали ние го добивме Игор Ѓорѓиев, го положи испитот, го положи. Дали Марко Стојковиќ го добивме на позиција на која што видовме дека може да одигра со супер квалитетна селекција и дали треба да го размислуваме на таа позиција, треба. Дали видовме дека некои ракометари од друга страна не можат или не сакаат, неважно, не инсинуирам ништо, сакам да кажам дека тоа е сега најважно, да видиме кој може да игра ракомет, кој што го спомна селектор вчера на националната телевизија, дека треба да се огледуваме, кој може да го игра тој ракомет, тој треба да биде внатре. Може да игра во два правци, не може да игра во два правци, брз е на нозе, не е брз, размислува глава, не размислува, тоа треба да го правиме како концепт и најважно, кој може сега во даден момент нас да ни е подигне квалитетот за 20 до 30%, кој што нас ни недостасуваат очигледно, за да ние префрлиме. За да префрлиме во која група на селекции. Па тоа е страшно кој остана во тие 12. Тргајчија Швајцарија, која што е најголемо изненадување, заедно со Словенија, со сите проблеми. Кој друг таму е, да условно кажано, залутан? Нема таква селекција. Тоа е, се друго е, штета за нас што ние немаме уште 4 надпревари, да уште подобро Марко Митев го добиеме, затоа што мора да бидеме реални. Ние го немавме на ова европско, а е многу важен, го немавме условно кажано. Значи, сакам да кажам, Милан Лазаревски, Марко Митев во онаа форма, тоа не е иста селекција со ова, барем 15-20%. И да се средеше со Манасков. Ете и Дејан Манасков како ситуација која што не се следи. Сакам да кажам дека ние не збориме за базен на играчи од 50 играчи, 80, еве Ристо бил на запад и знае дека од 600.000 ракометари во Франција, од 1.000.000 во Германија, се прави селекција активни, тие се нормални, од пионери до сениори, не се тие сите сениори. За кој базен разговараме овде? Тебе Марко Митев и Милан Лазаревски во моментов ти се есенција. Така да, ова се го зборам за да ние бидеме реални, но тоа не значи дека ние сега треба да кажеме се е супер, ние да продолжиме вака, апсолутно. Ние имаме многу работи, затоа јас реков ќе изгрее ново сонце, ама проблемите ќе останат да ги решаваме. Како ја убавите работа? Знаеш што излезе? Излезе дека самото учество е успех, резултат. Значи, да бидеме во кодет, тоа испаѓа дека и самите играчи беа задоволни. Се квалификувавме. Не, мора резултат веќе, не се квалификува. Убаво, значи, да не биде сега Португалија година дена да правиме муавет, него да се види што треба, како треба, понаток. Меѓутоа, за да се види, треба да има извештај према управен одбор и нормално предлог од најстручниот во ова држава, тоа е селекторот, каде тој гледа дека во иднина ние можеме да се подобриме, затоа што националната селекција е она само брегот што го гледаме, што цело време го коментираме. Долу, што ќе се случува, се рефлектира наредни 5 години во ова национална селекција. Играта оди во неверојатна брзина. Значи, тоа е неверојатно нешто во транзицијска, веќе почнува да наликува на моменти на кошарка. Значи, тоа е неверојатно брзо. Акциите се 25 до 30 секунди. За ние тоа да го оствариме, пошто исто селектор рече дека ние мора скандинавски да се стремиме. Не, ние требаше
Јас се сложувам, меѓутоа требаше порано да гледаме скандинавски за да бидеме поблизу. Ама селекторот може да само да предложи. Селекторот не работи во Битола, во Охрид, во Богданци со децата. Па добро. Тука збориме за национална програма. Ние немаме национална програма во однос на ракометот, детето во Прилеп и во Струга и во Богданци не работи од 12 години на ваков начин и ти кога ќе дојде на 19 да влезе во селекција, ако некој го барата од него, тоа е, мислам, илузорно да разговараме. Затоа викам, ние брегот го гледаме се или гледаме горе, а долу сега што се случува под вода, ние или не сакаме или не можеме да видиме. Овде никого не сакам да конкретно, но Националната федерација е таа што е прави атмосферата. А во однос на тоа дека ние одиме со пласман, со паметот дека сме пласман. Ако има некој што не го познава Лазаров како функционира, тој никаде не оди на таков начин, верувајте. Никаде. Тој со Германија и Франција пред 2 години, колку и да е тоа утопија, таа шанса, или сега со Португалија, самиот кажа вчера, јас тоа го знаев пред месец и пол, не дека некој ми кажал, него гледајќи дека логиката налагаше ние да не се спремаме за Данска. Така, пред почетокот со Ристо, зборуваме дека нас ни беше целта Португалија. И тоа е тоа. Затоа и со Романија можеби се случуваат тие работи, затоа што имавме дефокус од тоа. Португалија ни беше наш шансата, ако ја турнеме, ние направивме нешто. Сакам да кажам дека ако некој мисли дека ова репрезентација чело со Лазаров отиде таму да игра ракомет и да што биде, се лажеме. Но секој има плафон, секој има некаква граница горе, што во моментов, а горе-долу е таа, сакале ние признаеме, без да навлагаме кои се причините, дали е Манасков, дали е Лазаревски, дали е Митев, дали е... Секој играч е битен, мислам тука нема што, секој играч е битен. Морам да надополнам, пошто сами без да го поставам прашањето, не, во ред, дај Боже, вакви гости секогаш. Значи, околу тоа каде беше напредокот и каде е евентуалниот напредок, нели, подготвен максимално Митев, максимално подготвен Лазаревски, еден детал го испуштивте и затоа морам да интервенирам. Карактерот. Враќањето од минус, таква Македонија, не паметиме. Па, ја го спомнав, значи, ако некој покажал карактер овие години, не сега на европско, ние со Швајцарија пред 2 години се вративме од минус 2, така, значи, ние на турнирот во Швајцарија, на секој надпревар, се враќавме од минус. Украина, Швајцарија... Тоа сакав да кажам. Тоа сакав да кажам. Бенефитот, или да кажеме бенефитот, ја оно што го гледам. Прво и основно, борбеноста. Беше на многу високо ниво. Борбеноста. Потоа, Горан што го кажи, враќањето прв пат се дешава, затоа што и во прв пат во припремниот период и одигравме со квалитетни репрезентации. Пред тоа игравме со далеку послаби. На тие припреми се виде враќањето назад после, не знам, водство 4-5 гола разлика од другата екипа, се вративме назад. Значи, потоа, дисциплината во игра, нема тука што дисциплината во игра. Значи, тие 3 компоненти се спојува и затоа, како да кажам, ние не делувавме понижувачки, него делувавме равноправно со стварно квалитетни репрезентации. Не можеме ние да кажеме дека не се квалитетни репрезентации. Према тоа е бенефитот. Меѓутоа, јас сакам на ова првенство требаше уште 1 до 2 играчи да ја одскокната, да влезат во поквали. Значи, Кузмановски одработи феноменално. Нема тука што, и како капитен и води. Меѓутоа, ја очекував, на пример, од Атанасиевич повеќе да биде игра, да и он скокне, десните бекови станат веќе, како да кажам, носители на игра или голгетери. Значи, да се работи, Серафимовски, Велковски, што беше и таму, Јагориновски не беше, меѓутоа, затоа што ипак тие поготово добро, Серафим да не ги двојам, и тие двајца, поготово што Лазаров беше најдобар бек десен на свет.
Значи, не игра веќе. Не игра веќе. Добро, знам дека не игра, да. Сакам да кажам. Да пренесе, да, во ред. Значи, он требаше од нив двајца да извлече поголем максимум. Значи, да имавме 2-3, еве, се сложуваме за Митев дека не беше повреден така натаму и така, меѓутоа Митев е квалитет кој треба да исплива и од наредната година. Сега. Имаше повреда тешка. Така да тие се бенефитите кои што од таа точка веќе треба да одиме. Што треба да направиме? Не треба више да размислуваме дали ќе се квалификуваме за светско првенство, него да се квалификуваме. Не треба да размислуваме на светско првенство дали ќе поминеме втора група. Не, мора да поминеме. Значи, ако ние не победиме еден од фаворити, да кажем од топ 10, топ 2, не победиме две репрезентации, не можеме да скокнеме, никако не можеме да скокнеме. Добро, Македонија не победила репрезентација од топ 10, ја мислам дека сигурно 5 години, 6, не знам сега да не тврдам. Затоа викам дека тоа мора. Јас тука сакам да кажам околу тоа кој како го добивме. Значи, ние мора да бидеме... Значи, кој е алката, која недостасува? Ние мора да бидеме реални дека нас, десните бекови, не ни се играчи кои што прават разлика, него се играчи, спомнав и во моето гостување на македонската телевизија, тоа се играчи кои што се технички совршено подготвени, двајцата, но не се играчи кои што ја прават разликата, него знаат да го испочитуваат тоа што е создадено и или да реализираат или да вработат некој друг, дали е пивот или крило. Од друга страна, ние во ова селекција тргајќи го настана Игор Ѓорџиев, кој што пак ќе го потенцирам како играч кој што најмногу го добивме според мене и требаше можеби да ја добие до вербата многу повеќе на онај последен надпревар со Романија, можеби, но разбирајќи го Лазаров дека сака да го врати во игра Митев по секоја цена. Значи, ние имаме двајца играчи што како бекови ни прават разлика. Тоа е Кузмановски и тоа е Марко Митев. Се од двајца, едниот е тазе вратен од повреда. Зашо зборуваме ние? Ние не зборуваме дали ги имаме Куштер, Гргич и Шнуров, па сега денес го немаме Шнуров, Гргич ги имаме. Значи, ние зборуваме за сериозно ограничен ростер. Нека дојде некој, нека излезе, нека каже дека ние имаме четврти, трет бек сега, што не е викнат на европско, а треба да е тука. Реално, не постои тако. Сега, ја пак ќе кажам, како ние, не за наредно светско, за најно светско, нема да добиеме ние играч кој што ќе игра како овие двајца разлика. Ние збориме за 3-4 години, дали Дамјан Митев, дали Емилијан Ѓорговски, дали Атанасиевич Павле, ќе може да бидат тука заедно со овие тројца сега и двајца бекови. За бекот Атанасиевич Павле или Петар? За Павле. А Павле затоа зборам. Павле Атанасиевич, нека ми каже некој дали годинава добил сериозна роља на надпревар кој што решава нешто за Пелистер. Значи, ова не е критика. Ако има таков надпревар, во ред, сакам да кажам. И на крај ќе да поентирам. Дали после ова европско се јави некој од светските клубови и менаџери да ги побара нашиве играчи да потпишат во Франција, Бундеслига или еве нека не биде, нека биде и нешто по ниски левел. Значи, тоа е многу важно. Ние гледаме што се случува со словенците, сега гледаме што се случува со останати репрезентации. Значи, тие сега Словенија пола репрезентација ќе ја продаде од ова што не е продадено. Не зборам за Јанци, Макуц, тоа е веќе... Значи, збориме дека ние само така можеме да направиме. Ако Марко Митев не се случеше тоа, многу голема веројатност дека ќе потпишеше. Па тој Марко Митев, па тој се враќа со тотално други квалитети. Да не збориме за Серафимов кој што можеби му е време да излезе. Некој ќе рече зошто да излезе? Па овде се добри и со финансии, комотни се. Ме разбирате, влегуваме во друга тема, но тоа е нешто што нас ние по мене, како да кажам, мечки на услуга. Нашата добра лига е добра за некои работи, за други работи не е добра. Алеш Пајович вика, словенскиот ракомет произведе најмногу играчи во моментот кога почнаа тоне финансиски. Зборам за клубовите локални. Затоа што добија шанса младите играчи, не можат да ги држат тие што малку ќе пркнат. Значи збориме за човек што е тренер на Фленсбург. Нема, потака нема. Значи збориме дека колку што е добро тоа што ние овде имаме пари и што македонскиот пасош во македонските клубови вреди многу, без разлика колку е квалитетен играч, и нашите играчи си се задоволуваат,
Колку е лошо, колку е добро, мислам дека е уште повеќе лошо. Апропо муабетот, дека го кажувам затоа што не знам како ние треба да создадеме се уште тројца играчи, па утре кога ќе се сопне, не дај Боже, уште XY играч пред европско, ние ќе може да дојде нов трет како што извади Словенија. Горане, контрадикторно е. Со нашата лига, ние треба да направиме играчи кои ќе се носат со европските клубови. Ние ќе направиме, ако тие играчи во тие дерби надпревари добијат шанса да победат и изгубат надпревар. Ако не добијат, ние никогаш нема да направиме. Добро, коре, извини, мора да му... Океј, се сложам потполно се, меѓутоа, Вардар има 10 странски играчи. 11. Пелистер има 10-11. Охрид уште повеќе. Едини Алкалуит. И сега. Значи, од една страна не можеш да го окривуваш, да кажеме, јавност или Лазаров дека зима од Алкалуит. Меѓутоа, треба да бидеме многу свесни. Алкалуит е едина екипа во Македонија која што тренира 11 месеци. Квалитетен тренинг. Може и поише. Добро, нека биде 11 месеци, меѓутоа во топла сала, значи квалитет тренинг како што сака тренерот да си го направи, додека другите сите клубови тренираат во ладни сали. И сега, зошто Алкалуит одма направи за 2 години резултати направи? Затоа што повеќе тренира и од Пелистер, и од Охрид, и од Вардар, и од другите клубови. Другите клубови кубурат, викат, одам на тренинг, вика -2 е у сала, како ќе тренирам? Ние фактички, другите клубови тренираат 7 месеци годишно. Затоа ќе се навратам, дали сме реални, или им сакаме желботека. Точно е. Тоа е, значи, ние спомна пред 10 минути Ристо дека ние треба да размислуваме на светско сега, не да се пласираме, него дојде во полуфинале. А после 10 минути ние правиме мојот за сала овде, така? Значи, сакам да кажам, дали сме реални и ако не сме реални да се освестиме, а ако сме реални да ги решаваме овие проблеми што сега ги спомнавме, а не да решаваме проблеми дека ние сакавме да имаме уште тројца. Јас го гледав Емилијан Џорговски пред 4 години дека 2026 ќе биде прв лев бек на репрезентација. И тоа мислам дека 80% од луѓето што се во ракометот, што го познава неговиот потенцијал. Ја лично верувам дека ќе биде најдобар. Така размислувам, ама не е така. Ние сите мислиме дека Филип Талески ќе биде најдобар лев бек на овие простори, така? 14 даваше во Лига шампиони. Но не е тоа така. Без ама ние немаме 5 души, па овај не испадна, па овие другите ќе испаднат. Толку е базенот. Дај да го зголемиме базенот. Добро, дали во базенот некаде го гледаш да плива македонскиот Давид Мандич? Многу важна. Важно место. Дали го гледам? По мене, најдобро лево крило на европското првенство, земено вкупно со тоа што го игра на петка и тоа што игра во два правци. Он го победи полуфиналето. Дали го гледам? Сега тука збориме за тука збориме веќе за скаутирање. Ние можеме сега, можеби ќе изгледа дегутантно, но ние сега имаме ситуација кај што Иван Џонов од среден бек, Лазаров во ситуација го прави лево крило. Тоа не. Но ама сега ја верувам дека и Мандич кога почнувал ракомет сонувал да биде среден бек и кај него да е топката, но во даден момент некој проценал дека тој може да биде врвно лево крило со своите квалитети на 1,90 м, 3-4 и добра одбрана и една солидни напаѓачки квалитети и се дошло до тоа да се добие Мандис. Апропо, сакам да ви кажам дека тука веќе збориме и за скаутирање, за селектирање. Кој треба што да биде. Тоа е веќе препознавање. Крило го направива така. Значи, тоа е сега сигурно. Тој се, видете, тоа е Николај Јакобсен. Таму гледаме дека има една дузина играчи кои што ги држи со минат труд, кои што е многу важно, се спремни да седат од 9 надпревари 12 на клупа. И да нема ни една негативна реакција и негативна енергија. Зборам за Менса, зборам за институција како Лауге, кои што се спремни. Тој разговарал со Кике Локе, сакаш да си во ова селекција да освои се што сакаш, што посакуваш, или не сакаш да бидеш, сакам, ќе биде вак.
Но пак збориме за огромен потенцијал на играчи. Значи, ние имаме есенцијални проблеми. Горан, спомна Јакобсен, тогаш еве можност сакам да потенцирам еден негов потек врзан за Арнолдсен. Што можеби ние можевме да го направиме со Лазаревски, но сега ние играме 3 средби, дали ќе се вратеше, нема, дали е подготвен и та. Арнолдсен го подготвува 6 надпревари, за да настапи на последните 3 и го видовме неговиот импакт. Јас ќе доставам исто да кажа ако има нешто ново, јас ќе се надоврзам само. Не, види. Ја земам работата. Ја почитувам, сакам прво да каже, а јас ќе ви кажам моето мислење кој што го знаат луѓето што ме читаат. Па види сега тој дали он го спремал 3 надпревари, 4, ја не знам колку. Не, 6 не играше, се опоравуваше. Добро, во ред. И затоа споредив со. Па добро, види, значи тоа е, како да кажам, дали тој лекарскиот тим го оспособил, дали меѓутоа Арнолдсен е извонреден играч кој што и Лазаревски извонреден за наши услови и повеќе од чека. Па чека, не ме дава да докаже овако. Така, па сега ќе се навратиме на другото. Значи стручниот, значи лекарскиот тим вика да може да игра, го стави и одигра феноменално. Океј. Лазаревски, јаколку што разбрав, он бил веќе спремен, можел да игра. Значи, дали е тоа така, не можам да кажам, можда Горан знае повеќе. Меѓутоа, требаше да се носи таму, да биде со екипата. Требаше да се носи да биде со екипата. Затоа што, може, макар да, како Стојковиќ одигра, Пешевски извореден пикер, нема тука дискусија, по мене еден одличен реализатор, така да можда требаше Лазаревски да се носи. Види сега, само ти си игралата тоа не знам друго, но времето истекало, Арнолдсен имаше полусезона поди себе во која што играше. Милан Лазаревски се оперира тогаш кога се оперира, за жал многу подоцно од што требаше. Не е важно. Лазаревски после 15 декември, 10 декември доби дозвола од докторот кој што го оперираше во Хрватска дека од овој момент ти можеш да играш под висок напон. А тој претходниот месец и пол работеше на физичка подготовка со топка без контакт. Да. Познавајќи го колку е силен надчовечки, познавајќи ја неговата енергија и аура која што е шири, мое мислење, гледаш во него твој двојник, а и мајчи предвид дека нашите подготовки беа насочени како никогаш досега на контролни надпревари со цел Митев да се врати побрзо. Ние немавме висински подготовки, прв пат во историја на национална селекција. Имавме 6-7 пријателски, што беше комплетно оправдано. Мое мислење е дека Лазаревски требаше да биде до почеток на европско таму, на сите тие турнири, да се проба да се види докаде и во момент, во меѓусебен разговор со селектор да се одлучи селекторот дали тој е во моментов спремен. Разговорот дека тој можеше со Португалија во даден момент да влезе и како фактор на изненадување, и како фактор на квалитет, и како фактор на војсковоđа на ова селекција, особено во одбраната, јас размислувам дека требаш. Но ние имаме селектор кој што одговара за своите постапки и тој одлучи така. Може би и тоа за добро, затоа што не знаеме што ќе се случеше со Лазаревски ако па влезеше во таков оган. Така да, дека тој ќе помогнеше и дека можеше да се искористи, можеше, но дека беше под ризик и самиот Лазаревски, беше под ризик со сето тоа без надпревар одигра. Така да, јас да бев селектор, нормално дека не сум, јас ќе му дадев шанса да ги помине контролните надпревари, особено што Македонија зема 5 пивоти на тие контролни надпревари. 5. Не зема тројца, 5. Тоа е сосем доволно да тој влезе тука и да видиме каде е. Пак без ризик не бива никој пат не било нешто. Не, ризик зборам по здравјето. Да, во ред. Меѓутоа, еве вака викаме, да малку ни фалеше Португалија, така? Обично викаме дека што не значи дека па со него во екипата Португалија така че знаеше надпреварот. Да, сакам да кажам, меѓутоа пак да беше на пример во состав
пак ќе го спомни и Манасков да беше во состав сосема, левата страна ќе беше друга. Тотално Да, друга. ама со Манасков таа зона не ќе беше возможно да се одигра и тоа треба да видиме реални, затоа што нас на преден првенствено ни играше Џонов, додека не се излизга на таа рекламата, така да мора да бидеме реални дека и да бил Манасков, прашање беше Олески дојде, па не доби. Значи тоа е веќе во домен дали се согласуваме со тактичка поставеност во која што јас се согласувам дека затоа и кажав Џонов додека не дојде Атанасиевиќ, додека не порасне, е апсолутно прв фаворит за таа позиција без разлика што не е класично крило, заради неговата игра во одбрана. Да, пак ќе кажем една работа. Секој пат, сепак се оди на Европско првенство, мора да се видат сите работи. Немам двојби за Манасков дали е квалитетен, него сакам да кажам како техничка поставеност. Да, далеко. Меѓутоа сакам да кажам дека мора све тоа да се види. Господа, последна отпомена од режијата, навистина ми е жал, останаа уште многу прашања неодговорени. Ќе спомнам евентуалното ангажирање на Горига по добивањето македонско државјанство. Следува баражот. Македонија игра против подобриот од мечот Словачка Украина на 14 и на 17 мај. Македонија ќе биде домаќин во реваншот и една битна работа. Украина нема да биде домаќин на свој терен, од добро познати причини. Гледам во квалификациите, домаќини биле во Литванија, во Вилнус и во Клаипеда. Значи и од тој аспект, доколку се разбира Украина ни биде противник, Македонија ќе има одредена предност, инаку украинците завршија како што завршија со 3 катастрофални порази на Европското првенство, а Словачка не успеа ниту да се квалификува, претрпувајќи 6 убедливи порази во квалификацијската група со Црнагора, со Финска и со Унгарија. Јас само ќе кажам 5 секунди нешто, дека Македонија е поквалитетна од двете, има поголеми искуство, има континуитет. Она што мене најмногу ме плаши, ајде да си изразам така, или ме загрижува, е што Македонија последните 2-3 години на гостински терен со селекции и од ранг понизок од нас, играме многу лошо и ги губиме надпреварите. Тоа ме загрижува. Дали ние ќе се донесеме уште еднаш во ситуација да таму губиме 7-8 и овде да бркаме, како Фарски острови? Не верувам. Значи, тоа мене ме загрижува. Гостинскиот терен во тој двобој да не дојдеме во ситуација да бргаме преголема разлика. Значи имаме време до 14 мај за подлабока анализа, до тогаш, поточно по завршувањето се извинувам на баражот на 17 мај. Така. И ви благодарам за прифатената покана, одлична емисија. Се надевам дека успеавме некои работи да ги кажеме она што да чепнеме нешто што е посуштинско, затоа што европското и светското ќе дојде и ќе помине и пак ќе дојдеме овде да зборуваме за нешто што е суштина, да се коригира и да се поправи. Во ред, благодарност уште еднаш, почитувани гледачи, и вам благодарам за вниманието со кое што не следевте, задоволството е и наше.